Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Теодора Обрадовиќ-Гранчаровска, национален координатор за климатски промени. Дали навистина климата се менува и има ли докази науката дека е тоа така? Да, постојат научни докази дека климата навистина се менува засилено заради негативно влијание на човекови активности. Значи климата се менува и заради природни процеси. Меѓутоа, она што е предмет на фокус на меѓународната заедница е практично намалување на негативното влијание кое што се предизвикува од негативни активности на човекот, како например неправилно сечење на шумите, неправилно работење со енергетските сектори, понатаму неправилна употреба на некои други флуиди и така натаму. Значи, она што е предмет на фокус е да се намали негативното влијание предизвикано од човековите активности. Има ли податоци за Македонија и што зборуваат пресметките за истото? Да, постојат податоци и на глобално ниво, кои што ги прави меѓународниот панел за климатски промени, кој што, како што знаете, добитник на Нобеловата награда за мир минатата година, и тоа тело представува научното тело на конвенцијата. И сите оние акции кои што ги предлага конвенцијата на меѓународно ниво темелат врз база на податоци и анализи и извештаи од тоа научно тело. Значи, постојат научни докази дека се зголемува концентрацијата на јаглеродниот диоксид и на неговите еквиваленти во атмосферата, и тоа засилено во текот на минатото столетие, а исто такви податоци постојат и за Република Македонија, кои што се опфатени со вториот национален извештај за климатски промени, кој што беше доставен до конвенцијата уште во 2009 година. Во моментов се подготвува изготвувањето на следниот национален извештај, третиот национален извештај, кој што се надеваме ќе понуди и нови податоци кои што ќе подкрепат токму оваа теза дека климата се менува. Во самиот извештај идентификувани се така наречени најранливи сектори, кои што најмногу трпат последици од климатските промени. Тоа е пред се секторот земјоделство, водните ресурси, биолошката разновидност, туризмот, човековото здравје и така натаму. И низ извештајот, ако се погледне на веб страницата наша и ако самиот извештај се погледне, постојат фактички бројки со кои што се докажува и економската логика која што стои зад намалување, например, на одредени приноси заради последица на климатски промени, заради влошување на квалитет или квантитет на водни ресурси и така натаму. Значи, кратко кажано, одговорот е да, постојат бројки, постојат научни докази дека климата предизвикува негативни последици. Може ли да ни посочите конкретни примери? Например, се споменуваат теории според кои со порастот на температурите се предвидуваат ризици за јужниот дел, особено од земјава. Значи, сите секторски анализи се правени врз основа на одредени сценарија, кои што важат за сите сектори. Тие сценарија се применети во анализата на различни сектори. Значи, она што е основно, што се поаѓа е дека ќе се зголемува просечната температура и ќе се намалува нивото на просечните врнежи. И од тој аспект тргнувајќи се правени анализи по различните сектори. Значи, конкретно за секторот земјоделство што прашавте, постојат податоци дека, например, во Штипскиот регион до 2050 година ќе се намали приносот на зимската пченица до 17%. Она што е најможеби фрапантно да кажам, е намалувањето на приносот на доматите во Гевгелиско за дури 80% до 2050 година. Меѓутоа, тука би апелирала сепак на воздржаност во толкувањето на резултатите, затоа што сепак станува збор за сценарија и модели кои што се прават, например, врз основа на одредени предпоставки. Сите овие предпоставки во секторот земјоделство се правени, например, дека ќе нема наводнување, ќе отсуствува наводнување. И затоа, кога се толкуваат одредени резултати, би требало да се знаат и предпоставките кои што се земаат за да се дојде до тој резултат. Значи, да не се земаат здраво за готово. Факт е топење на глечерите во светот, климатски промени исто така, па можни ли се промени и во хидролошкиот статус во Македонија? Се зборува дека најголемите несогласувања во светот во перспектива ќе се водат за водата за пиење. Што значи ова за нашава земја? Така.
Секторот водни ресурси, како што реков, беше еден од секторите кој што беше обработуван во извештајот како еден од највулнерабилните, најранливите сектори. Применета одредена софтверска алатка за да се направи прогнозата за 3 водни тека во Македонија, тоа се реките Вардар, Треска и Брегалница. И со примена на таа софтверска алатка е докажано дека, например, годишните протеци ќе имаат опаѓачки тренд, и тоа, например, 4% за реката Треска или 11 до 16% за реките Вардар и Брегалница до 2050 година. А исто така, достапноста на вода до 2100 година на сливот на реката Брегалница би се намалил за 24%, споредено со 7% намалување по сливот на реката Треска. И како трет заклучок што извештајот го дава е дека се очекуваат почести појави на сушни периоди, на поројни води и с голем интензитет на истите, со тоа што вкупната достапност на вода во земјата по сливот на реката Вардар ќе се намали во просек за 18% до 2100 година. Значи, овие факти би требало да се земаат во предвид во планирањето на одредени други, да кажам, политики во развивањето на енергетскиот сектор, во земјоделската политика и така натаму, затоа што сепак предвидувањата за влијанијата негативни и последиците од климатските промени можат да бидат да имаат негативно влијание во други сектори кои што индиректно во моментот не биле предмет на анализа. И како што рековте, можат да предизвикаат на глобално ниво веќе и размена, мислам, преселувања разни заради потрага по достапна вода за пиење. Овие извештаи имаат и предупредувачка улога како може да се намали штетното влијание од климатските промени. Се разбира дека има начин. Главни два начини за намалување е или да се интервенира на изворот кој што предизвикува емисија на овакви штетни субстанции кои што предизвикуваат ефект на стаклена градина, или пак да се зголеми адаптивноста на секторите кои што трпат последици од негативно влијание. Што подразбирам под тоа? Значи, под првото, намалување на изворите се превземање на сите мерки кои што всушност намалуваат емисија на стакленички гасови. Значи, порационална употреба на енергија, засилена употреба на обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност во сите сектори, градежен сектор, домаќинства, индустријски сектор и така натаму. Значи, правилно управување со отпадот, затоа што и депониите се преку метанот или извор, потенцијален извор на CO2 еквивалент. Правилно управување со не само со отпадот од депониите, туку и со земјоделскиот отпад, со животинскиот отпад и така натаму. Значи, тоа е едната категорија на мерки, намалување на емисии на стакленички гасови или митигациони мерки, така наречени, додека втората категорија мерки или адаптациони мерки се мерки за зголемување на адаптивноста на секторите, односно намалување на нивната сензитивност кон негативни последици кон климатските промени, а тоа пак бара правилни политики во секој од секторите. Сектор водни ресурси, сектор земјоделство, сектор шумарство, односно она што ние пропагираме е интегрирање во пристапите. Не чисто гледање на еден сектор како чиста економска категорија, туку негово линкување со останатите сектори и приоритизација во донесувањето на одлуки. Например, ако одреден регион бараме да остане земјоделски, дали тоа треба да се развива и во друга насока или да остане како земјоделски регион и така натаму од аспект на правилно управување заради намалување на климатските промени. Ви благодарам на разговорот. Мола. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.